Господа од ДПМН, вашата вчерашна клеветничка пресконференција го потврди она кое што се поголем број наши сограѓани секојдневно го потврдуваат, дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има одлична кандидатка за градоначалник на општина Прилеп. Петра Лукаровска е личност без ниту една дамка во својата професионална и партиска кариера, исто како и во низиниот ангажман како граѓански активист и во приватниот живот. Во 30 месеци, колку што беше директор на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, дотогаш запуштеното училиште доживеа вистински препород. Прв пат во неговото 60 годишно постоење, со проект вреден 220.000 евра во училиштето, во буквална смисла на зборот, беше реконструирано од темел до покрив. Впрочем, фотографиите направени пред и после неговата реконструкција го потврдуваат кажаното. Во секој свој настап, во секое свое обраќање до јавноста, до прилепчани, Петра Лукаровска зборува за вредности, за визија и идеи, за поубав и побезбеден град, за достоинствен живот во населените места, за подобро образование, за град со развиена економија, спорт и култура, за Прилеп во кој младите гледаат иднина и го градат својот дом. Граѓаните на општина Прилеп го препознаваат искрениот и чесен пристап на Петра Лукаровска и токму поради тоа отворената поддршка кој ја даваат на нашата кандидатка за градоначалник континуирано се зголемува. Вие тоа добро го знаете и затоа сте исплашени. И со право сте исплашени. Наспроти сето ова се наоѓате вие, челниците на Прилепскиот комитет на ДПМН, раскарани и поделени, лицемерни и полни со злоба, обседнати од желбата за власт и фрустрирани од сознанието дека на 2 месеци пред изборите немате кандидат за градоначалник. Вие, господа од ДПМН, и вашиот актуелен градоначалник за 4 години го уништивте Прилеп. Го запревте животот во градот. Собствената неспособност, неуспешно се обидувате да ја покриете со гнасни клевети и девалвирање личности и институции. Во таа насока се и вашите рециклирани обвинувања против Лукаровска, кои веќе беа предмет на кривична постапка пред основното јавно обвинителство. За да ја освежиме вашата меморија и да го разобличиме вашето перфидно сценарио, приложуваме документ во кој јасно и недвосмислено пишува дека после извршен вонреден инспекцијски надзор на Средното општинско училиште Ѓорче Петров на 18.6.2024 година од страна на Државниот инспекторат за труд при Министерството за труд и социјална политика не биле утврдени никакви неправилности во работењето на училиштето. Врз основа на овие наоди, пријавата и официјално беше отфрлена како неоснована од основното јавно обвинителство. Ете ова е вистината која вам, господа од ДПМН, не ви одговара и која не сакате да ја знаете. И за крај, нашата кандидатка за градоначалник, Петра Лукаровска, ќе продолжи да зборува за вредности и да ја промовира својата визија за Прилеп. Со надеж дека до денот на изборите, може би и вие ќе најдете кандидат за градоначалник, ве охрабруваме да продолжите со вашата црна и манипулативна кампања. Со напомена дека за секоја следна лага и клевета ќе следува соодветна пријава до јавното обвинителство. Ви благодарам.